33-годишниот Горан Зашев од Кочани беше најсреќниот и го фати светиот крст од водите на Кочанска река на одбележувањето на празникот Богојавление Водици. Од 30 пријавени, Горан Зашев беше најсреќен и после 5 обида ова му беше најсреќна и го извади крстот од Кочанска река. Централниот настан го следеа голем број верници од општина Кочани, меѓу кои и техничкиот премиер Оливер Спасовски во придружба на министерот за земјоделство Трајан Димковски и градоначалникот Николчо Илиев, а светениот крст во водите на Кочанска река го фрли митрополитот Брегалнички господин Иларион. Техничкиот премиер Оливер Спасовски на сите верници им го честита големиот христијански празник и им посака мир, здравје и среќа. На сите православни христијани, на светиот архиерейски синод, на неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, на свештенството на монаштвото во Република Северна Македонија, им го честитам големиот христијански празник Богојавление Водици. Кога водите во нашата земја се преобразуваат во свети води и на тој начин потсетуваат за крштевањето на Исус Христос во реката Јордан. Токму на овој празник на љубовта, на слогата, на заедништвото, секој од нас треба денеска да ја обнови својата духовна сила и да заедно во сплотеност, во единство допринесеме и за лична, меѓутоа и за колективна среќа и за напред. Честитки по повод празникот до сите христијански верници упати и градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, посакувајќи многу здравје, среќа и успех. Бог се јави, навистина се јави. За многу години среќен празник на сите граѓани на општина Кочани од христијанска вероисповест. Ова е посебен ден за граѓаните на општина Кочани, не само поради чинот осветувањето на водите на Кочанска река, туку и големите гости кои денеска беа во посета на Кочани. И од името на граѓаните на општина Кочани и од моје лично име користам уште една прилика да се заблагодарам на премиерот, како и на министерот за земјоделство што денеска беа присутни на ова свеченост и на вистина со тоа покажа уште еднаш дека Истокот не е заборавен и дека ние како граѓани на Истокот и посебно на градот Кочани ја очекуваме нивната поддршка како во изминатиот период, уште повеќе во наредниот период. Горан Зашев од православниот црковен храм доби подарок Библија од локалната самоуправа на општина Кочани Златен крст, а од компанијата Зегин телевизор.